дечки, моментално е 5:52 сабајле. Ја немам спиено се уште. Се бањав, се соредував, се ги правив и дека што гледате се перфектни. Сега ќе пробам ова што сте го знаете. Знам дека изгледам како бабичка или како некој шеф, не знам, ама се завршив со косата, значи вака планот за нова година ми е сега да се легнам у 6:16, ми требаше отприлика колку 20 минути рамно да станам, да испазарам нешто што не е за јадење кај мене дома, да спакувам торбица со работи кои што мене ќе ми се потребни за спремам после тоа за нова година и у 5 часот имам автобус за Давид да отидам. Технички заедно се спремаме, зашто таму заедно кидеме на журката. Одиме ние во Рагуза, дека беше во аеродром или во Лисиче, така ваќа. Не знам ја дали ќе пијам, обично не пијам, не сум голем човек што пие, ама не знам, ќе видам. Планот беше барем една да пијачки се напијам, другото се со водички или со сок да бидам, зашто пак не сакам, како што кажав, да пијам. Сакам барем да сум трезна и да можам да уживам во моментот и да го памтам тој момент. И ќе ви го покажам аутфитот. Може ќе се снимам како се спремам ако не е многу кнап со време и нели дечко ми треба да се истушира со овата со она. И ветстоп технички ќе биде окупиран од страна на него и нема да можам да се шминкам таму, ќе треба да направам некој сетап. Going to sleep now. Бубуј. Hello, дечки. Сега е 3:40, јас станав накај 2:30. Сега е, како што кажав, 3:40, што имам по дома нешто да подрасчистам, подсуредам, за да можам со чиста глава кога да си идам на нова година. И ја почнам да се спремам. Сега сум кај Давид дома. Томно цел куфар спакував со мене, што се вика, да дојдам и се да имам, ми е потребно за шминкање. Сега моментално е 7:22. Давид се влеза да се истушира и затоа имав и слободна можност да се снимам. Нема да му оставам нели простор да си е у свој дом, удобно како што сака да си биде. Моментално ставам коректор. Ова ми се прави нонстоп. Зашто имам не знам колку време. Не е толку цврсто рамото и или мора биде под некој агул кај што нема да падне, или ќе паѓам. И кога сакам да го навалам, го држам. Што кажав, идеме во Рагуза. Гарот на Давид ќе дое за пола сат кај нас. Se не собере да идеме заедно. Приеска пола сат ајлайнер правев. Не може да го направам и се откажав и се очињата ме болат. Ама битно вегите и се ми е on point. Се молам да има песни кои што ја можам да ги знам, да не се осеќам како нубец таму. Ви колку пудра ми искочила. Кем ко да ми е глупо да се забавувам, зашто да ми биде. Еве зашто не снимам дори се шминкам. Заради тоа што се ми паѓа, се е неорганизирано и се прлям премногу. Ги измив четкиве и сега се многу подобри. Само си купам нови, зашто мислам дека е време да се почастам на нови. Овие ги имам 5 години. Го оставив ова да бекне под наводници. Мислам дека контура ме спасува секој пат. Зашто не сум оце боја во лицето, зашто е зимо и ја сонце не сум видела. Hello. Сега е утретен да, станав ја од 12, вечерта кога бевме таму се снимав, имам неколку снимки. Тогава си поминав, само малце не зезна. 2600 дадовме, тотално вукав мал тањер, со 3-4 вукави пирошки, зенки, меса некои, значи вукави беа сите по 4. Значи за џабе, не ми се дека има храна, знаеш. Нема вез. После тоа, за пијачки, окей. Пија колку што пија, мене ме фати дамла од една. Зошто? Бидејќи не бев јадена ништо цел ден, уж ми се дека ќе јадам таму. И обично за прослави се јадем многу. Викам, ај после ќе јадам, кога нема да јадам ништо цел ден, ќе јадам вечерта. Сајк, ништо не може за јадење. И јас од еден джин тоник, не беше ни еден. Пола джин тоник го испив, мене ме фати. И Давид ми донесе око 20 мали шишења вода. Мислам, не бе пијано, што знам што се дешава, ама во исто време и ми се матеше. Не можев стабилно да стојам. Се знаев што се случуваше и што сме правили, зашто сме разговарале, се знам. Ме убаво,
немаше така некој голем countdown као сега уште 1 минута има до Нова година, туку беше и 3, 2, 1 и као сите се буниме као чекај малце, кај 3, 2, 1, треба 10 да биде така, ама нема везе. И имам снимка од тоа како технички се дешава. После тоа на другарот таткото однесе по дома, не однесе со кола. Седовме дома зашто немавме ништо јадено ни Јани и Давид. Јадевме тоа, мајка му имаше спремено за нас. Смивме лице, заби, му ги исчистив Кармино, че му имав станено на лице. Се комиравме и двајцата и денес он беше на работа. А останав кај него зашто не може да станам од спиење. Тоа беше од вчера и сега ќе ви покажам снимки што сум имала направено. By the way, црвениот Кармин беше на другарката и јас без огледал, без нито, само го намачкав овдека перфектно, овдека сум се утнала и цела вечер останав така со таков Кармин кутно тука. Нешто што се случи пред овој каунтдаун, че беше 3, 2, 1, ние четворица, јас, дечко ми, другарот и неговата девојка искочивме надвор на цигара. Они пушат цигари надвор заради тоа што не смее, само Ајко смее внатре, а надвор мораат цигари да пушат. И се искочивме надвор, ја гледам на саат, пишува 11:58. Викам, Давид, сега има каунтдаун, кога да се собереме внатре. Фрлија цигарите и дорстинеме ние на нашиот конопој што седевме, беше 59, јас само што го ставив телефонот да снима, почна да набројуваат 5 секунди подоцна. Значи за малце ќе гутневме каунтдаунот и ќе сутапав, ама нема везе, го стигнавме и тоа беше тоа. И за крај сакав да ви кажам среќна нова година на вас и дај Боже оваа година да ја земете за гуша и да биде ваша. Дај Боже јас тоа го планирам, оваа година да бидам максимално личноста која што сум и да се подобрам колку што можам повеќе. Така да сакам пак да ви кажам среќна нова година, среќни празници и се гледаме деновиве кај што ќе се спремаме за мојот роден ден. И мојот роден ден е на 6 јануари. Технички на бадник и така. Се гледаме тогаш. Чао, чао!